Јас, како што најавив, се надевам дека ќе имам занемив разговор, бидејќи во студиото со мене е архитектот Никола Велковски, кој што е последниот, да кажам, главен архитект на градот Скопје, пред таа функција да се укине. Да. А истовремено бевте и 8 години председател на Сдруженијето на градежници во Македонија. И морам да ви кажам дека на некој начин ми ја обединувате темата за која што сакам да поразговараме, а тоа е од една страна главен архитект на Скопје, значи некаква заштита на јавниот интерес во планирањето на урбанизмот, стручните аспекти и така натаму. Од друга страна, градежна комора каде што сепак приватниот капитал, иницијативите и така натаму се доминантна еден драйв, една енергија која ги води. Ако смеам веднаш да ве прашам, во Скопје некако дојдовме во една ситуација во која што од една страна гледаме како приватна иницијатива за градење се обидува секој нели квадратен метар да го изгради ако може, а од друга страна гледаме како го има и комотни локации, комотни маркици, граѓаните веќе се што е на 3 ката, 4 ката го третираат како бетонизација. Има ли среден пат помеѓу овие две крајности? Вака, значи, тука треба прво да се појде повторно од она што значи можда ќе треба сега во оваа фаза да се ревидира генералниот план на градот, затоа што мислам дека ние сега ги надминавме сите оние проценти параметри на густина на живење по хектар, како што е основата на планирање на просторот. Кога последен пат е правен генералниот план? Генералниот план последен пат е 2012. Он сега треба, мислам дека имаше една мала измена, ама тоа беше само шминка. Иначе генерално сега треба да се приде во целосно ревидирање и цело преиспитување сега на сите оние намени што градот Скопје ги уцртал во 2012. Јас го донесов планот 2002 на 10 години, иначе е ова периодот за донесување на план, на таков план. 2012 се смени, ама не беше тоа нешто драстично, повеќе беше ревизија на нешто што дали функционира, дали има потреба, нема потреба. Според вас, што е промената во динамиката во градот за да треба да се менува генералниот план? Што се случи толку субстанцијално? Сега веќе ние го надминавме она што значи во најголем дел намените на становање. Значи тука практично мислам дека сега веќе Скопје нема, па генерално, она што се, ако погледнеме за потребата на граѓаните на градот Скопје, мислам дека треба да се сведе на минимум веќе стамбената ова градба. Мислам дека има доволно станови, тоа сакате да кажете? Па мислам дека веќе има доволно станови, има уште делови кои што треба да се доурбанизираат, стари градби, можда ова, али треба да се смали, можда катност, еве дебар мало, можда треба да се Буњаковец треба да се преиспита. Ама пазарот го говори токму спротивното, господин Велковски. Се уште се дигаат цените, се уште се бараат станови, што помали станови полесно се продаваат. Како да ви кажам, или тој расчекор помеѓу една ситуација во Скопје и притисокот кој што доаѓа можеби надвор од Скопје. Ние имаме еден озбилен проблем што Скопје не го направивме затворен град. Значи, мораше да се прејде кон некоја си веќе форма на затварање на градот. Во смисла да не може да се добие престој, како се вика тоа? Па престој да не може да се добие. Друго, требаше да се направи децентрализација на многу надлежности државни по други градови низ ова републиката. Да, затоа што ние практично во Скопје се тука концентриравме. И сега практично за сите да си ги обава своите потреби граѓаните мора да бидат дојдени во Скопје. Тоа е таа дебата е веќе завршена. Требаше и фискална можда децентрализација. Скопје мораше да прејде на тоа, полека да се затвара као град, затоа што видите се гради, се купува, али кој купува? Второ, немаме ние адекватно не го прати јавниот сервис бројот на станови. Затоа што за да живееш, за да имаш квалитет на живење, мора да има јавен сервис што ќе ги прати. Градинки, школи, соодветни паркинзи, улици, и водоводи, така е. Да, водовод. Па не знам, ја мислам дека уште малку можда и ќе доживееме инфаркт на водоводната инсталација, затоа што ние на истите профили само додаваме нови потрошувачи, а нема ништо посебно
направено за да се зголемат оние што се доводите на вода. Тоа ли е потребата за менување на генералниот урбанистички Не само тоа. Не само тоа. Не само тоа. Ете, генералниот план можда, како голем дел на градови со некои искуства европски, ние мора да пратиме и тие искуства, полека се шират. Не мора да биде тоа станување во висина. Може да биде станување со сателитски населби околу градот, со добра инфраструктура, со ниски живеалишта, кај што ќе биде и квалитетот на живење многу подобар. Али, за да тоа го направиме, ние прво мора сега градот да се позабави основно со добра сообраќајна инфраструктура и, што е најважно, што секојаш сум го потенцирал и како главен архитект и потоа како советник во градот, при Советот на град Скопје, јавниот градски превоз. Ние немаме соодветен јавен градски превоз према бројот на жители. Ние сега имаме нити по капацитет, нити по брзина не задоволува потребата на јавниот градски превоз. И ние се задушивме сега со... Сосема ве следам што говорите. Јас живеам во Бардовци. И тоа сум прилично одамна таму преселен, значи пред да почне оваа сега инвазија која што е малку во мода и последните 10 години и така натаму. Вие говорите да се пресели градот на ободите на градот и Бардовци веројатно да разбираме, веројатно е една дефиниција за таква една, има голем интерес, цените отидоа бескрајно високо и така натаму. Исклучително слаба поддршка од општината. Значи, се што е направено со приватни иницијативи, од канализации и водовиди, да, потоа тоа се приклучува на официјалните мрежи, но вие немате иницијатива во општината каде што заради одредено парциализирање би се правило улици, така па би се продавало тоа. Ние сме, како да кажем, вашата визија е малку заостаната од она што ние реалност наша овдека. Овдека општините се заинтересирани да прават маркичка во центарот на градот, бидејќи комуналите од кои што живеат се огромни, наместо да развиваат на негде, како да ви кажем, во Драчево или во Бардовци или во Ѓорче Петров, нови населби. Тоа е реалност е така. Али она што значи визијата за развојот на градот треба да биде сосема другачија. Кој треба да носи таа визија? Кој е задолжен? Сите ние Кој е задолжен? Задолжен е градот Скопје генерално преку генералниот урбанистички план. И со тој има просторен план за град Скопје и има просторен план за Републиката. Веќе треба и просторниот план за град Скопје да се ревидира. Тој одамна не е чепнат и треба се ревидира и треба се размисли во овој правец што и како да ги задоволиме потребите на граѓаните од она што значи живење. Има ли такви идеи кај новата постава градоначалник? Вака не знам, јас у повеќе наврати веќе ние како архитекти како Фела инсистираме да се отвори тој просторен план, да се изревидира и да се види во кој правец сега ќе оди развојот на градот Скопје. Што видите, ние сега малце подлегнавме на интересите на собствениците на земјиштата кои што се собственици на градежните парцели. И сега они инсистираат секој тука во својот дел да се изгради затоа што така најдобро ќе добие најголем број и најголем површина. Али тоа не е интересот на сите, тоа генералниот интерес на градот е веќе полека да се намалува стамбената градба. Има простори уште кај што треба да се изгради, да се дооформат некои блокови, четврти и така. Али не мора да се инсистира исклучиво на она што значи станување, затоа што мора да го пратат и јавните сервиси. Значи, едно станување, еден стан има потреба од за квалитетот на живењето, јавниот сервис мора да има јавни површини, јавни намени. Да ве прашам, последната полемика што се поведе во градов и така натаму е некаква десетокатница која што би требало да се гради во Влаја. Што е вашиот став, ве прашувам, и како урбанист, и како архитект, и како... Видите, јас не би навлегувал во поединечни решенија. Добро. Јас секојаш зборам, затоа што и во комора сум дел од коморското работење, во делот на наша институција. Значи, генерално мора да се позабавиме. Не сакам да се бавам со една маркица или маркица. Мора да се... Тоа ќе ве донесе во... ве разбирам. Тоа е гасење пожар. Да. А ние треба да имаме генерален став што и како ќе го водиме градот Скопје. И како ќе го реорганизираме, како ќе подобриме квалитетот на сите
граѓани на градот Дали е ова добра шанса за новата градоначалничка Данела Арсовска да токму бидејќи на почеток на мандатот, можеби еве оваа дебата ја покрене во оваа насока? Ова е, јас веќе уназад 2-3 мандати на градоначалниците инсистираме ние као ФЕЛА, као архитекти, као инженери, да се отвори веќе тоа И зошто прашање. не се отвара? Што се оправдувањата? Веројатно има аргументи од таа Видете, страна. тоа е генерална еден проблем на сите градоначалници. Многу често инсистиравме ние, има многу европски пари, пари од многу фондови што можат да се искористат во разни намени за преуредување на општините. Ама, општините мораат да имаат своји сектори, да го водат, да испланираат, да испроектираат, да испланираат. Кога ќе дојде инвеститор стран, они треба се такмичат пред него кој ќе понуди подобар простор за... Ама тоа го имаат општините, сите они имаат оделенија урбанистички, сите Не имаат е вработени тоа. Тоа луѓе. треба да има посебни. Во европските држави, во општините има посебен сектор кој што се бави со планирање. Ова е све оперативни служби у градот. Планирањето го нема, планирањето е адхок. Али како општина да планира, значи за развој, за своите слободни простори, не зборам за Скопје. Еве да, пример да го земеме Велес. Да дојде стран инвеститор и да бара дајте ми простор за оваква намена, сакам да инвестирам, ние немаме готови, немаме пренаменети простори. Не е само проект. Затоа што тие, еве сега за фотоволтаици збориме, не знам за што збориме, за технолошки зони, све тоа. Веќе они треба да ги имаат припремено урбанистички и пренаменето просторите, за да може кој ќе дојде, дали овде можам да изградам, да, овде ти е веќе планирана таа и таа намена. А не да дојде он, па да даде идеја, па тек после они тоа да го работат. Мора тоа унапред да се оди. Тоа го треба и градот Скопје да го прави. Да ве прашам за крај, има потреба градот Скопје од главен архитект? Па има потреба. Има потреба, затоа што видите, градоначалникот е оперативна институција. А може би нема врска со архитектура, Прво, најчесто и и, нема врска. може, и не мора. И не мора да има врска, да. Али главниот архитект е планер на градот. И тој чак што више, јас инсистирав да не биде врзан со мандатот од 4 годишен, него да биде различен. 5 години да може новиот градоначалник да го наследи, да му пренесе главниот архитект кои се плановите, кои се програмите, ако сметат да го задржи добро, ако не ова. Али таква институција, главен архитект мора да има, затоа што он се бави со планирањето на просторот. Он го гледа долгорочно развојот на градот. Градоначалникот доаѓа за 4 години, он сега гледа што и како оперативно да спроведе. Ама треба да има некој план што ќе спроведува. Многу ви благодарам, господин Никола Велковски, баш сакав за ова да поразговараме. Сега кратки ни се драго ми е. термините, ова е можда и за да. повеќе Али, часови, ама повторно ќе се видиме на добро истата е, тема, да. затоа што мислам дека вие сте прв, и јас можеби пропуштам, кој што артикулира дека треба да се менува генералниот план на градот. Па во поголем дел разговараме, али можда сум ја најгласен, можда. Да запамтиме дека тука сте го кажале тоа. Ви благодарам многу. Ова беше господин Никола Велковски, поранешниот главен архитект на град Скопје и поранешниот долгогодишен претседател на Градежната комора на Македонија.